Едно прашање, може велите дека Петровска ќе има поддршката од централната власт, што гаранција е тоа за битолчани, ако знаеме дека Италијски е имаше поддршката од централната власт? Владимир Талевски, како досегашен градоначалник на општина Битола, е можеби главниот виновник за се она што се случуваше во нашата општина. Меѓутоа виновници беа и сите оние кои што на некој начин ги носеа клучните функции од ВМРО ДПМН и во самата држава. Она што е битно е што во минатото на овие партици од ВМРО ДПМН зборот во нивната партија не им врвел. Едноставно не ги сапеле. Наташа Петровска тој проблем нема да го има. Наташа Петровска котира во нашата партија, Наташа Петровска има комплетната поддршка и од премиерот и од самата влада. Имам уште едно прашање или после изјавата како може сега? Слободно, ако е за мене. Да. Околу бомбона бизнисот со Елем, дали СДСМ, владата на СДСМ има намера да го продава Елем со се рек, со се молика, со се обвинувањето од ВМРО? Да. Со се копанки, како што се градивно обвинува ВМРО ДПМН. Почитувани, ВМРО ДПМН не е тешко денес да се демантира лесно. Кога своевремено во 2015 година излеговме со аудио снимките со наводите за криминал и корупција од страна на ВМРО ДПМН, тие веднаш измислија лагата за жолтите комбини и базните станици. Кога ние излеговме со концептот за едно општество за сите наши граѓани во Република Македонија, тие излегоа со лагата за федерализација и кантонизација. Кога видоа пред месец дена дека катастрофално ќе ги загубат локалните избори, излегоа со лагата за бегалците и мигрантите кои што никој не знае каде се, сите ги бараме. Сега кога се безидејни, кога гледаат дека ќе ги загубат овие избори, повторно излегуваат со лагата дека СРСМ ќе изврши продажба на толку сериозни капитални објекти на некој начин во доминантна собственост на Република Македонија. Уште сега сакам да потенцирам, не само што Елем нема да се продаде и останатите капитални објекти, туку и ќе се инвестира во истите, за доброто на граѓаните на Битолчани. Добро. Благодарам.